Добро вечер, тредневник на К3. Дождот што врнеше во текот на вечерните часови ги изгаси активните жаришта на пожарите на непристапниот терен во атарот на Липковското село Матејче, информираа денеска од подружницата на Македонски шуми. Пожарот во местноста Вуксан на подрачјето на Липковското Матејче во текот на вчерашниот ден во два наврати се разгорувал поради ветерот од тој рејон, информираат од РЦУ Куманово. Во поплавневните часови ветерот ги разгорел жариштата на пожарот кој вчера околу 11 часот препладне беше локализиран. Дирекцијата за заштита и спасување ангажирала два авиони АТ-802А за гасење поради лошата конфигурација и непристапниот терен. Инаку со пожарот била зафатена сува трева и дабова шума. Околу 17 часот пожарот во местноста бил локализиран и ставен под контрола. Но во 20:15 припадниците на полициската станица Матејче повторно ги информирале надлежните од РЦУ Куманово дека пожарот се уште е активен. Пожарот е изгаснат во ноќните часови од врнежите од дожд. Местноста Вуксан е на надморска височина од 3700 метри и е лоцирана на тешко пристапен терен. Од подружницата на Македонски шуми и од подружницата на ДСЗ информираа дека денеска повторно ќе излезат на терен за да видат каква е состојбата на оваа локација. Инаку територијалната противпожарна единица Стара Нагоричане информираа дека во таа општина за време на викендот се случиле 3 пожари, како што соопшти командирот на противпожарна единица Стара Нагоричане, во село Стрезовце од 20:45 до 21:30 пожарникарите интервенирале на запалена трева на површина од околу 2 декари. Предходно гаселе пожар во село Слатино на површина од 3 декари кога исто така горела сува трева. Пожарот бил изгаснат во 20:30. Предходниот ден пак во оваа општина горела сува трева во Никулјане на површина од 5 хектари. Пожарникарите од Старо Нагоричане успееле по 3 часа да го изгаснат околу 19:30. Товарен воз што сообраќа на релацијата Бановце-Куманово утрово околу 10 часот и 30 минути усмрти мигрант кој се движел пеш по пругата. Иако покажувал знаци на живот, починал на патот кон скопските клиники. Тој е 29-та жртва на македонските пруги откако почна мигрантската криза пред речиси 2 години. Од полицијата информираат и за инцидент што се случил во неделата околу 17 часот и 30 минути на граничниот премин Богородица, кога поголема толпа мигранти фрлала камења, шишиња и чевли кон полицајци, поради што биле приведени тројца сирици. Во касарната Боро Менков утре со почеток во 11 часот со воена свеченост единиците од гарнизон Куманово ќе го одбележат 18 август, денот на Арама. По повод 23 години од формирањето на армијата на Република Македонија, во касарната Боро Менков утре со почеток во 11 часот со воена свеченост единиците од гарнизон Куманово ќе го одбележат 18 август, денот на Арама. Прославата ќе содржи постројување на припадниците на единиците од гарнизон Куманово, предавање на стројот на командантот на гарнизонот, интонирање на државната химна на Република Македонија и химната на Арама, одавање на почит на загинатите борци за Македонија и загинатите и починатите припадници на Арама, честитање на празникот, пригоден говор, читање стимулативни мерки и наредби за унапредување на старешини, врачување на одликувања, награди, пофалби и честитки. Ќе биде изложено вооружувањето и опремата со кој располага единицата. На прославата се поканети и представници од државната управа, јавните установи и служби, градоначалниците и представниците на единиците на локалната самоуправа во зоната на одговорност и правни и физички лица со кои армијата на Република Македонија има соработка. Ученичкиот дом професор Мијалковиќ од Куманово е подготвен да ги прими учениците кои во учебната 2015-2016 ќе престојуваат во домот. За сега има само потврда за 45 станари, а до крајот на месецот се очекува да се запишат уште 40 по завршување на вториот уписен рок во училиштата. Престојот во домот е бесплатен и е втор дом за ученици од кумановските села, како и од Кратово, Крива Паланка, Ранковце и Свети Николе. 80 ученици од селата од Кумановско и од општините Кратово, Крива Паланка, Ранковце и Старо Нагоричане од сите 4 години на средното образование се очекува да бидат сместени во ученичкиот дом професор Мијалковиќ во Куманово. Јавната установа е подготвена за почеток на учебната година за прием и сместување на учениците кои одбрале да учат во една од насоките на 5 средни училишта во градот, информираат надлежните од оваа установа. Ова учебна година, значи, имавме некои подготовки од оно што се вика перење на постелина, чебиње, значи секој чебе исперано на ученик, што треба да биде задолжено, соби се очистени, спремни, со завеси, со
sve što je ono što se vika, što treba da je spremno za da dojde jedan učenik da bide prihvaten tuka, znači nije sme spremni. Site spalnice trokrevetni, međutim poželba na neko je dete učenik, ako saka da bide, pa neko je kreveće na sprat ili sestriče ili što znam ja, braće ili familija bratoče, znači po želба може да направиме и четворокреветна соба. Одлични се условите за изведување настава и за домување. Интернатот располага со библиотека, кабинети и простор за рекреација. Учениците се под постојан надзор на 4 воспитувачи. Освен за учење, интернатот нуди можности за воннаставни и спортски активности. До сега нема ученик кој е повторувал годината или пак е на поправен испит. Доколку некое дете има негативна оценка по одреден предмет, домот ангажира професор кој со дополнителна настава му помага да го совлада градивото, додаваат од интернатот. Работи се сега извештај што треба да биде доставен до општина и до Министерство за образование. Значи, ниједан ученик нема повторувач, строго се води сметка за секое дете, оно што се вика од исхрана, воспитување, сите оние педагошки мерки и активности што треба дом да ги преземе, ние строго водиме сметка се да биде како треба. И сме задоволни, се надеам дека и ова учебна година ќе бидеме уште подобри во успехот. Ние имаме 3 воспитни групи, каде што се 4 воспитувача, еден воспитувач е конкретно задолжен за спорт. Еве денеска добив, значи, дневници, подготовка, план, програм, некој беше инспектор, државен просветен инспектор, правеше уве ту документација, каде што се беше во ред, значи без ни една забелешка. Инаку засега има потврда за 45 ученици кои ќе престојуваат во домот. Се очекува уште 40 да се пријават во периодот од 25 до 30 август за упис во домот, веднаш по завршувањето на вториот уписен рок во средните училишта. Капацитетот на професор Мјалковиќ е 120 кревети, а престојот на учениците е бесплатен, покриен од страна на Министерството за образование. Библиотеката Тане Георгиевски од Куманово го збогати книжевниот фонд со нови наслови на книги. Читателите ќе може да позајмуваат нови книги бестселери. Неколку моментално најпопуларни светски автори се застапени и со по неколку изданија. Во насока да им понуди на сограѓаните начин да ја разиграат летната монотонија, градската библиотека Тане Георгиевски од Куманово неодамна набави нови 623 книги или 228 наслови од 10 издавачки куки. Има книги за возрастни, деца и за млади. Најголем дел од книгите веќе се обработени, уште 1/10 останува да се обработи и да се стави на користење на читателите. Се работи за белетристика, за сите возрасти од последниот сајм на книгата. Настојувавме што поцелосно да ги опфатиме најновите изданија. Во ова набавка имаме 228 нови наслови или 623 книги, обезбедени од 10 познати издавачи од нашата држава. Во оваа набавка верувам дека секој читател ќе најде нешто за своја душа, по своја желба, по свој избор, по своја потреба, бидејќи застапени се сите литературни жанрови од белетристиката, почнувајќи од македонскиот роман до светските бестселери, реков од сите литературни жанрови, трилери, љубовни, историски романи, криминалистички, научна фантастика, современи романи за деца и млади, се до сликовници за најмладите читатели. Можам да кажам дека фреквенцијата во библиотеката е речиси еднаква како и во текот на целата година. Од сабајле до крајот на работното време постојано не посетуваат нашите корисници на фондовите или студенти сега посебно, еве пред сесијата учат во читалната. За разлика од учебната година, сега малку, односно многу повеќе се бара слободна литература, додека во текот на годината доминираат лектирите. Набавката чини скоро 200.000 денари, до крајот на годинава ќе има набавка на лектири и уште една набавка на слободна литература. Во комплексот во Пелинце утре започнува 41-та поред ликовна колонија Куманово, која организираат Општина Куманово и Музеј Куманово. 13 ликовни уметници од Македонија, Романија, Србија и Бугарија до 28 август ќе творат во Пелинце. Класично отворање на колонијата нема да има, туку во текот на наредните денови представници од општината ќе ги посетат уметниците во комплексот каде творат.
По двонеделната пауза, представниците на 4 најголеми политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА денеска за затворени врати во клубот на претениците во Скопје ги продолжија преговорите за спроведување на договореното од Пржино. Нема никакви информации за денешниот состанок на работната група за спроведување на договорот за надминување на политичката криза, потпишан во Пржино на 2 јуни и 15 јули. Предвремените парламентарни избори се договорени за април 2016 година, а до тогаш треба да се решат договорените промени содржани во извештајот на експертот Рајнхард Прибе. Денес ке почна да се договараат промените во изборниот законник и секако прочистувањето на избирачкиот список. Најголем интерес за јавноста има за законското решение за специјален јавен обвинител и начинот на кој тој ќе биде избран. Треба да се утврди и процедурата како партиите ќе ги предлагаат кандидатите кои сметаат дека се соодветни за тоа место, а потоа до 15 септември во собранието треба да се избере специјалниот обвинител. Премиерот Никола Груевски денови изрази оптимизам за запазување на роковите од договорот во Пржино, па рече дека доколку опозицијата е конструктивна како нив, навреме ќе заврши процесот за избор на специјален јавен обвинител и состав на Државната изборна комисија. Двонеделната пауза беше искористена за средби на представници на политичките партии со амбасадорите на Соединетите Американски држави и Европската унија, Джес Бейли и Иво Орав. Со обраќање на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, денеска свечено е отворена школата за млади лидери, што по 6-ти пат ќе се одржи до 28 август во Охрид. Сите сакаме да бидеме во Европа и да бидеме европјани. Оваа школа е влог во таа европеизација на Македонија и доколку поради познатите блокади не можеме да бидеме дел од ЕУ, барем младите да ги направиме европјани во Македонија, да ги почувствуваат вредностите кои што ги имаат нивните врсници, кои имале среќа да бидат дел од Европската унија. Ова го истакна меѓу другото председателот Ѓорги Иванов во обраќањето пред учесниците на школа за млади лидери, што по негова иницијатива по 6-ти пат се одржува во Охрид. Говорејќи за брзиот технолошки развој на цивилизацијата, тој укажа на брзиот развој на технологијата, огромниот развој на информатиката, информатичкото општество, сето тоа како влијание врз, како што рече, планетарното општество, глобалната свест што се гради кај сите. Тој им порача на младите лидери да ги користат искуствата, знаењата, умењата на предавачите, професорите за преку меѓусебна соработка, како што забележа, формирање мрежно мислење, односно не да мисли само за себе, туку да мисли за другите, за средината, околината, својата држава, континент, свет. Вкупно 44 учесници и околу 20 предавачи од Македонија, Европа, Соединетите Американски држави, Израел и Мароко се дел од школата за млади лидери, ќе се одржува до 28 овој месец. Идејата на школата е да има возможност на младите талентирани и иновативни луѓе од Македонија да ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата креативност и лидерски способности преку предавања и обуки од сферите на лидерството и менаџментот. Најмалку 96 луѓе загинаа во воздушните напади во Дума. Нова силна експлозија во кинескиот град Тјанцин. Јужна Кореја и САД почнаа 12-дневна воена вежба. Следуваат вестите од светот. Најмалку 96 луѓе загинаа, од кои поголемиот број цивили во вчерашните воздушни напади на сириската армија врз градот Дума, бастион на бунтовниците. Тоа е еден од најкрвавите напади превземени од режимот на сирискиот председател Башар ал Асад. Бројот на жртвите расте и веќе се 96, меѓу кои најмалку 2 жени и 4 деца. Се очекува бројот на жртви да продолжи да расте, бидејќи мнозинството од околу 250 повредени лица се во критична здравствена состојба, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Коалицијата на сириската опозиција на Твитер објави дека Асад изврши нов масакр во Дума, а како цел избра преполн пазар. Нова силна експлозија се случи утринава во близина на магазин во североисточното кинеско пристаниште Тјанцин, каде минатата недела во серија експлозии животот го загуби 114 лица, а 70 се исчезнати, јави кинеската државна телевизија. Во соопштението се наведува дека по новата експлозија се кренал бел чад. Објавена е наредба за евакуација. Во гаснењето на пожарот во индустриската зона Тјанцин учествуваат над 1000 пожарникари и околу 1500 војници. Спасувачките екипи вчера пронајдаа уште 10 тела на загинати во експлозиите, што се случија на 12 август. Меѓу исчезнатите се неколку десетици пожарникари. Кинеското министерство за заштита на животната средина објави дека на местото на несреќата се пронајдени цијанид и други опасни токсични хемикалии, пренесува ТАСС. Јужна Кореја и САД денеска почнаа 12-дневна воена вежба на која ќе се изведуваат заеднички акции како одговор на евентуален напад од Северна Кореја, пренесува Тањук.
Во вежбата учествуваат околу 50.000 јужнокорејски војници и 3.000 војници од САД, соопшти Министерството за одбрана во Сеул. Воената вежба се изведува во момент на големи тензии на Корејскиот полуостров, предизвикани од експлозија на севернокорејски мини во јужнокорејскиот дел на демилитаризираната зона на 4 август, при што 2 јужнокорејски војници беа повредени. Официјален Сеул заедничката воена вежба ја оцени како подготовка за напад врз Северна Кореја и ја поистовети со објавување на војна. Македонската кошаркарска репрезентација замина за Каунас, каде во следните неколку дена ќе биде дел од силен меѓународен турнир. Избраниците на селекторот Маријан Србиновски во Литванија ќе одиграат еден надпревар помалку од како селекцијата на Хрватска, која е наш противник на Евробаскетот, побарала од организаторот да не игра против Македонија. Турнирот почнува со надпреварот меѓу домакинот Литванија и Турција, а токму организаторот на ова надпреварување ќе биде нашиот прв противник, а мечот на програмата е во вторник. Почнува од 18 часот и 30 минути. Селекцијата претходно успеа да оствари 4 победи, 2 против Израел и по една во дуелите со Венецуела и со Украина. По одличниот настап и врзаните победи во првите контролни надпревари, селекторот Маријан Србиновски е задоволен од текот на подготовките. Србиновски потенцира дека во следниот период интензивно ќе се работи на отстранување на недостатоците и оти можност ќе добие и Хендрикс. Македонскиот ракометен шампион Вардар триумфираше на меѓународниот турнир што се одржа во Канјежа. Нашиот првак во финалето го совлада вице-првакот на Унгарија Пик Сегет со 22-19. За најдобар играч на турнирот е прогласен ракометарот на Вардар Игор Карачич, додека признанието за најдобар голман му припадна на Арпад Штербик. По настапот во Канјежа, црвено-црните се враќаат во Скопје, каде ќе продолжат со подготовките за новата сезона. А за 7 дена Вардар е домаќин на силен турнир кој од 24 до 27 август ќе се одржи во спортскиот центар Јане Сандански. Енди Мареј го совлада Новак Ѓоковиќ со 2-1 во сетови и го освои тенискиот мастерс во Монтреал, на кој беше втор носител. Во продолжение и другите вести од меѓународниот спорт. Со 6-4, 4-6 и 6-3 по сетови британецот успеа да го надмудри својот голем ривал од кого губеше во последните 8 соочувања. 2 години Мареј немаше победа над Ѓоковиќ, но на канадска територија успешно најави дека ќе се обиде да стигне до повеќе титули во овој дел од сезоната. За Мареј, ова е трета титула на Роџер Скупот, а за српскиот тенисер прв пораз на финалните мечеви на овој турнир, кој исто така го освојуваше 3 пати. Победата во Монтреал ќе биде зачината и со парична награда од $685,000, 1000 поени и напредок на АТП ранкингот, на кој денес Мареј ќе ја преземе втората позиција од Роџер Федерер. Екипата на Интер и дефинитивно го продаде талентираниот хрватски репрезентативец Матео Ковачич, кој ќе се пресели во таборот на Реал Мадрид. Ова вест ја потврди и стратегот на составот од Милано Роберто Манчини, прито објаснувајќи ја причината за трансфер сделката. Постои финансиски ферплеј и ако не сакаме, мора да ги почитуваме пропозициите на УЕФА. Тоа пак не значи дека не се обидуваме да направиме тим кој ќе се бори и ќе биде подготвен за силни предизвици. Ковачич и Шакири замина од иста причина, се надеваме оти до крајот на август ќе донесеме нови играчи кои што ќе ни одговараат, истакнал предводникот на Интер. Трансферот на хрватот во Реал Мадрид се очекува да биде комплетиран во текот на денешниот ден. Реал Мадрид на својот официјален сајт потврди оти е постигнат договор за продолжување на соработката со Серхио Рамос. Шпанскиот репрезентативец долго време се поврзуваше со преселба на островот во Манчестер Юнајтед, но на крајот Флорентино Перес попушти и се согласи на подобрен договор, според кој играчот ќе остане на Сантиаго Бернабеу до 2027 година. Новиот договор ќе биде потпишан денеска, со што Реал ќе затвори една приказна која внесе немир во совлекувалната на шпанскиот вице-шампион. Искусниот македонски интернационалец Дарко Тасевски одигра уште еден квалитетен надпревар за екипата на Банкок во тајландското првенство. Клубот на нашиот фудбалер сосема очекувано славеше со 4-1 против предпоследниот на табелата Сиам Нејви, токму гол серијата на домакините ја отвори Тасевски кој стрелаше прецизно со глава во 80 минута. Во вториот дел, офанзивниот фудбалер дојде и до асистенција за 3-0 за гол на Пакин, трета во оваа надпреварувачка сезона во шампионатот. Тој за своето име досега има запишано и 8 погодоци. Банкон Глас со 41 бод се наоѓа на делба на втората позиција со Муангтонг Юнајтед, за кого настапува Марио Ѓуровски, додека пак прв е составот на Бурирам со 44 поени.
Во Македонија денес имаше услови за локални врнежи од дожд во североисточните, источните и крајните западни предели. Во попладневните часови настапи разведрување на времето. А какво ќе биде овие денови во североистокот следиме од Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.